Distrikt Civil Press Studio, интервју на Зоран Иванов со Милан Јазбец. Википедија и понешто оттаму за Милан Јазбец. Словенечки дипломат, професор, новинар и политичар. Во 2017 година е независен кандидат за председател на Република Словенија. Од 1987 до 1991 година работи во Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Белград, а по независноста на Република Словенија, дипломатскиот пат го продолжува како конзул во Клагенфурт, па натаму се редат Стокхолм, па еден период во Министерството за одбрана, па назад во Министерството за надворешни работи на Република Словенија, па амбасадор во дипломатија преко амбасадор во Турција, па амбасадор овде во Република Македонија, сега во Северна Република Македонија, па сега пак назад во Словенија. За Милан Јазбец Википедија е штура, па дополнувам нешто од неговите книги. Повеќе од една деценија активно се занимавал со новинарство. Професор доктор Милан Јазбец е амбасадор, редовен професор по дипломатија, писател и поет. Во дипломатска служба е повеќе од 3 децении, претходно работи во стопанството, во новинарството и во политиката. Дипломирал на новинарство во 1981 година и општонародна одбрана во 1983 на Факултетот за политички науки, социологија и новинарство на Универзитетот во Љубљана. Во рок одслужува во овдешниот Штип. Докторирал на Универзитетот во Целовец и за редовен професор е избран по дипломатија на Универзитетот во Љубљана, предал на Виенската дипломатска академија во Колумбија, Њујорк, а бил визитинг професор на универзитетите Билкет, Мету и Анкара во Турција, како и на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и на Меѓународниот Балкански универзитет овде во Скопје. Има објавено 66 книги, 11 на македонски јазик, на 40 на јазици други, како словачки, англиски, германски, се разбира словенечки, албански, турски, руски, арапски, македонски, црногорски, босански, српски, ромски, влашки и шпански. И така натаму, и така натаму. Амбасадор Јазбец, добро дојдовте во Дистрикт на Цивил Прес Студио. Скопски разговори е непосредниот повод, но еве и вашата биографија, пак сте овде во Скопје. Добре дојдовте. Ja, hvala lepa za povabilo v studio, dobar dan, lep pozdrav svem skupaj. Pa vidite, ovakvi intervjui kao što ovaj sadašnji, današnji, su za mene vrlo laki. Vi ste rekli sve i možemo da završimo. Во една пригода спомнав по повод вашата книга Скопски разговори со колегата Свето Стаменов, серија интервјуа за гледачите кои не се доволно упатени, но им ја препорачувам сесрдно таа книга, за да видиме и ние овде во Македонија какви сме сушност и како еден странец домашен, така и нешто напишав, не гледа и реков дека Скопје ги врза. Свето Стаменов и Милан Јазбец. Ova knjiga poseban, ja moram da kažem, poduhvat. Evo, do knjige je došlo zbog sticajem više okolnosti. Ja sam bio ambasador, evo, od septembra 2016. u Makedoniji pa do avgusta prošle godine u Severnoj Makedoniji, tako se to desilo. I negde nepuno godine posle mog dolaska kontaktira me jedan novinar, Sveto Stamenov, zamoli za jedan intervju za makedonski radio Skopje. Jasno, ja sam to prihvatio. Na kraju krajeva, ako ne bi imao nikakvog posla sa medijama pre toga, to je posao ambasadora. I tako smo se upoznali. Onda je došao drugi intervju, treći i sljedeći. I onda na kraju, to je bila ideja, Svetina ideja, i ja bi došao do te ideje, smo se dogovorili da nastavimo sa serijom intervjua, tih dugačkih, od pola sata do 45 minuta, u kojima smo reflektirali puno stvari, ne samo makedonske prilike, Slovenija, svetske prilike, kultura, istorija, globalne, tako jedna šarolika tema u tih 20 intervjua. I ja moram da kažem, dobro, ta praksa da rade knjigu novinar i sagovornik, ta praksa postoji u svetskim prilikama, ali pre svega su to visoki političari, predsjednici vlada, sa kojima jedan novinar uradi neki razgovor i ispadne knjiga.
A ovu knjigu su uradili, znači Sveto stameno i Milan Jazbec, pa da kažem ovako, dvojica novinari, jedan ambasador, znači trojica profesija, dvojica ljudi, i ja mislim da to je ta specifika knjige, znači dvojica novinara su razgovarali o temama, znači postojala velika hemija između nas, i svak postoji, dok se stvarala ta knjiga, dok su se stvarali ti intervjui, i pre svega ti intervjui su išli uživo, znači svakog onog ponedeljka, posle podnja u taj emisiju. Imam jedna zabeleška, to što je stavljeno među koricите, ja imam knjigata doma, со задоволство ја листав, не само насловите, туку и дел од содржините, морам да признам до крај цела не е прочитана, но времето е пред мене, токму за таа книга. И кога реков Скопје ги врза, имам чувство дека малку сте преблаги кога зборувате за амбиентот овдешен македонски, поготоа на темата екологија, хигиена и така натаму, многу не поштедивте, за разлика од културолошката средина во која вие екзистиравте, бевте амбасадор овде толку време, немате ништо забележено за тоа дека ние се уште сметот го фрламе каде ќе стигнеме, дека пластични шишиња се валкаат по улиците и така натаму. Не штедевте или тоа ќе го напишете на словенички таму во Љубљана? Pa prvo da se vam niste rekli, pa neka do naši gledalci saznaju da ste recenzent ove knjige. Meni je bilo vrlo drago kad sam vidio da ste bili recenzent, znači treći novinar, ima nas puno novinara u toj knjizi. Ja mislim da sam dotakao ovu ekologiju od 2-3 intervjuja, ne u tom smislu kako što ste vi rekli, nego sam pre svega, vidite, ja sam u Štipu služio vojni rok tačno pre 40 godina. Pre 40 godina ovih dana bio sam u Štipu, evo tako. I onda kad sam došao u Makedoniju pre 4 godine, u stvari 5 godina, ja sam bio zapanjen one zime kad sam saznao da su Skopje i Tetovo među 4 i 5 najzagađenijih gradova u Evropi. Ja sam o toj temi pričao sa puno vaših političara i svakome sam rekao, ljudi moji, nemojte da čekate početak pregovora, nemojte da počekate da vas pregovori nateraju da poboljšavate stvari, pre svega okolinu. Mi svi to dodeka влеземе во Европска унија ќе се задушиме од смог. Тоа е поентата, нели? Mi svi to dišemo, vi dišete, političari, vaša deca, dajte sredite to, na taj način vi se pripremate za lakše pregovore. Ne, to ćemo kasnije. To sam sigurno do 5-6 puta rekao visokim političarima. I recimo to iskustvo me nekako zapanilo. I iz tog iskustva dolazi jedna velika poruka pregovora. Pregovori nisu zbog Europske unije, ne čekaju se pregovori za Europsku uniju. Implementacija akija, znači tog legislature Europske, može početi bilo kada, jer to koristi državi u kojoj se implementira. Pa sad ako ne pričamo o nekim imaginarnim stvarima kao su, ne znam, neka porezka taksacija, šta znam, pričamo o konkretnim stvarima života, to je ono što Europska unija donosi, znači stvara mogućnost, bolji život, bolji zrak i tako dalje. Drugo tako veliko zapanjujuće saznanje bilo je kad sam video, svi znamo, makedonska voda je među najboljima na svijetu. Znači, ako mogu da kažem, Makedonija se kupa u čistoj vodi, ali ne može do nje, pošto nema infrastrukture. To može da se uradi na opštински ниво лако, без проблема. Нема крај таа тема за екологијата, но вие почнавте како новинар, вашата животна преокупација, образовна, велат еднаш новинар, секогаш новинар. Како Черчил на време напуштивте, добро направивте. Ние што останавме во професијата, не успеавме во животот, или? Не, сигурно. Ja mislim da uspjeh ne zavisi od profesije, nego od čovjeka. To svi znamo, ali vidite, ja nisam nikad razmišljao da budem nešto drugo nego novinar. Jedna stvar, nikad nisam razmišljao da budem diplomata, nikad me to nije interesovalo. Imam puno kolega koji su uvijek maštali diplomati. Работите си течат сами по себе? Како? Сами по себе си течат, работите и си се местат таму каде што Verovatno. Bez posebne ambicije. U stvari, u diplomati ja mislim da sam se našao. Nisam o tome razmišljao, ali kad sam se našao, ja sam se u tom profesiji zaista našao. Evo, 34. godina mi sad ide i zadovoljan sam, volim tu profesiju, profesor sam i tako dalje, ali novinarstvo, vidite, ja sam bio student, brucoš, oktobra 75.
Tad je u Ljubljani na fakultetu najpoznatiji Makedonac bio Svetozar Školski, poznati karikturista, faca, genijalac, mi smo bili veliki prijatelji, nismo se nikad više kasnije vidjeli. I ja sam kao student već počeo, prve 2 godine radio sam za Radio Student, bez toga da bi znao nešto o tom kako je ta veliki radio, prvi studentski radio u Europi i tako dalje, najstariji. Onda sam radio za više manje sve novine, i medijume, i televiziju, i radio. I mene je to nekako uvuklo i ja sam volio već ranije da pišem, ali onda me to stvorilo me neki profesionalni drill. Znači, zapaziš, skontempliraš u glavi i napišeš. Napišeš za pola sata, sat vremena, to ne dubiš nešto dugo. I to je jedno veliko životno iskustvo. Znači, zapaziš temu, artikulišeš je i daš je od sebe. Se sluči za Jazbeci diplomatija, isto така велат и еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Чекате покана за ново амбасадорско место, бидејќи за амбасадори, како и за новинари, нема пензија, нели? Нема пензија, slažem se, i sad, za razliku od novinara, ambasador uvijek ostaješ formalno ambasador, to ti stoji nekim papirima, kod novinara to ne stoji. Ovo što ste rekli, ovo je vrlo ljubazno, ja bih volio da dođe iz vaših usta Božje uši, ali se plašim da neće. Kaže ambasador, postaješ na 2 načina. Prijatelji te gurnu ili neprijatelji da se te otarase. Sad ova druga ne vredi više. Neprijatelji te odgurnu, ali ne ambasadorska posla. Tako da, vidite, ne znam. Se извештија и непријателите, значи, ќе ве вратам на новинарството. Следите и македонски медиуми и словенешки секако, веројатно и светски. Ме интересира вашиот суд за денешното новинарство македонско и словенечко, служат на јавноста или слугуваат на центри на моќ? Има неколицина медиума и у Македонiji i Sloveniji koji su zaista top i koji su znate, kritička refleksija stvarnosti i demokratskog društva i onog što nije u redu. Ali tih medijuma je manje i manje. Ja mislim da ih je manje i manje zbog globalizacije, uticaja interneta i svih tih socijalnih mreža, jer ljudi više ne interesuje šta pričaju mediji, jer oni pravi mediji su ozbiljni, uče, a to ljudi više ne vole da slušaju, a s druge strane, vlasnici medijuma, ja mislim, nemaju više interesa da se priča ozbiljno u novinama, u medijuma, jer to ne donosi neke velike pare. I plus treća stvar, danas, zbog sve te tehnologije, komunikacijske, medijske, svako može da istupa u javnosti, da bude novinar, što znači da to srozava nivo, kvalitet žurnalizma i srozava i kvalitet jezika, makedonskog jezika, slovenskog jezika. Ja kad slušam, vrlo retko slušam ponekad o kolima, šta znam, neke radio stanice po Sloveniji, to više nije slovenjački jezik, to je neki jezik koji je odraz današnjeg života, koji nema veze sa... Isto. I to nije u redu. Не мора да одговорите, но може би не сте доволно упатен. Што се случува во моментот со СТА, со Словенечката државна агенција? Имаше проблем со словенечкиот премиер? Još dalje su bez državnih para. Ne znam, ja mislim da skoro godinu dana. Bilo doneto par zakona u parlamentu okolo tih korona paketa koji su sadržali прописа да се тоа ради, али тоа не Тие вести овде малку по-грдо звучеа, затоа што имаме представа дека Словенија сепак како членка на Европска, подемократска, членка на Европска унија, поразвиена држава, политиката држи дистанца од новинарството и така натаму, поготово од агенција која никогаш директно не објавува нешто, туку ги сервисира другите медиуми и не може да манипулира. Што е толку потреба на власта, не на словенечката, на секоја власт, веројатно да има некоја шепа, ако веќе дава пари, како да дава своји пари, а не народни пари. Што е мотивот да се владее со медиумите? Evo, baš sam pre neki dan ponovo slušao po milionti put Balaševića, ne lomite mi bagreme, i kaže, a vlast je vlast. I slast je slast. Новинарството, рековме, најавната професија, по дефиниција. Ние сме постојано по медиумите, што и да напишеме се објавува, нема појавна професија, дури појавна и од политиката, бидејќи премиерите и председателите ги нема секој ден во медиумите, освен ако не направат некоја добро дело или некоја глупост. И траже да буде во медиума. Значи, нису сами по себе. Да. Но, значи, најавна професија. Сакам да направите куса компарација во една минута, две, околу дипломатијата, па
е спротивно на јавноста, на јавната професија. Не мислам на тајната дипломатија, но генерално таа е малку во некакви ракавици сепак. Не мислам на добро воспитување, на култура, но на лиферување на информации. Како Милан Јазбец се најде во себе тај контраст на човек кој сака во моментот се да соопшти, а од друга страна дипломатската служба ја крева таа рачна кочница кај него. Тоа е внатрешен конфликт или опишете се малку тоа чувство Да, видите, у ствари да, то би могла да буде неки унутрешни конфликт, код мене то не постои, јер сам сад по професiji, веќе 34 годину амбасадор, дипломата, амбасадор до Албанije, и мени е јасно да има других великих користи од новинарства кои ја могу да употребим. Рецимо, да си способен да артикулишеш, да напишеш една извештај, да пишеш за пола сата, да памтиш пуно кад си неким седницама, кад си неким састанцима као амбасадор код председника државе. Састанок трае пола сата, не може да каже, извините председниче, само да запишем šta сте рекли. И ту долази до видела велико искуство новинарско и рутина. Тоа е оно што е мени сад потребно. Да ги бара поентите, практично. Тако, имаш 4-5 поенти и мора да запамтиш о чему се ради, плюс ти пришаш едном контексту, значи контекст ти е познат, nije ти непознат, али ту е новинарско искуство непроценливо. А друго што сте рекли, јасно, новинари hoću да буде ниве вести у првом плану, на првим местима, првим вестива, нека друга песма каже, не? А амбасадор, поготово, одрезал би си језик да му изаđe депеша на првој страници. Ту мора да возиш и ту може да се вози свакако. Али поред tog značaja medijuma u sadašnjem svetu, globaliziranom, imamo i takozvano javnu diplomatiju, znači posljednjih 20 godina, pogotovo ja bih rekao, diplomate, ambasadori se pojavljuju u medijima i pričaju o svom poslu, pričaju o nekim međudržavnim poslovima, znači ima neka kompenzacija onoga što može da bude neka unutrašnja protivrečnost za ovo. A drugo, ja mislim da ako si profesionalac i ako ti je jasno šta je profesionalnost po vokaciji, može da se ide dalje, a ako ti je pamćenje dobro, ako uspješ da neke zabeleške sačuvaš, kad si u penziji, onda možeš da pišeš memoare kao novinar, recimo. Ali opet ne smiješ sve da napišeš, jer ipak piše bivši ambasador, bivši diplomata i opet ima to neku političku poruku. Ја насочувате мислата, ќе ве прашам за Wikileaks, например. Јазбец што вели? Го поддржува или мисли дека навистина направил кардинална грешка откривајќи некои необјавени дипломатски документи? Evo prvo, uopšte, pa onda šta kaže Milan Jazbec. Da je bilo nekih kardinalnih problema i grešaka, danas, posle 10 godina, to bi se primjećivalo. Nigde se ne primjećivalo. Svi su zaboravili Wikileaks, svi su zaboravili. Ja mislim da je bilo to korisno, zašto ne? Neka se vidi, ako diplomate ne znaju da sačuvaju izvore svojih informacija i ne znaju da o tome izveštavaju, ako se time duvaju, pa neka, evo. Znači nisu profesionalci. Ние земавте од уста констатацијата, треба државата се грижи, дипломатите се грижат за своите информации, не се новинарите виновни што дошле до тоа им е poslovna profesija. Plus, moram da kažem sad, mislim, ne samo kritički, nego kritički, ja sam ono vreme bio u Turskoj ambasador i pričamo sa kolegama ambasadorima i onda sam mi komentarisali neke kolege depeše nekih država koji su neki ambasadori iz Turske slali pre toga i izašli su van. To su bile, drage moji kolega, novinarski Zorane, to su bile šarlatanske depeše. Ovo što je izašlo, neke analize nekih država depeše iz Ankare, iz Turske, nisu uopće shvatali situaciju u Turskoj. Znači, to je, ja mislim da je Wikileaks, kad je raskrio ove depeše, u velikom slučaju primjera razotkrio je diletantizam u diplomatskim redovima, neprofesionalnost. Ja sad govorim o neprofesionalnosti. Oni koji su profesionalci, njihove depeše tamo se nisu našli. Znači, to ne šteti nikome. Амбасадоре, добар дел од вашиот живот и вашата работна кариера ја поминавте во Југославија, во тие околности. Македонија и Словенија одсекогаш биле по многу нешта слични, по големината, по територија, по број на население и така натаму, но и по многу нешта и различни. На почеток спомнав јас тие културолошки разлики околу општата хигиена, навики на населението и така натаму. Служила за пример Словенија во некои релации. Колку беше Македонија тогаш далеко од Словенија,
a koliko mi je сега daleko od Slovenija? Kako gleda Milan Jazbek, koja je postojana na relacija Ljubljana-Skopje? U ono vreme bili smo si vrlo slični zbog jedne društveno i političke karakteristike. I Slovenija i Makedonija bili smo na margini geografskoj i na političkoj. Mi smo bili van tog glavnog centra tenzija u bivšoj Jugoslaviji. I to nas je u nekom smislu povezivalo. I rasteretuvalo od... Tako. I rasteretuvalo. Od drugih griži. Belgrad i Zagreb poveke vode. Tako. Uzeli ste mi iz reči. Neko latentna vojna. Da. Uzeli ste mi iz usta, hvala. I sad Slovenija i Makedonija, država Sjeverna Makedonija, nas to još uvijek vezuje. Evo, premijer Zaja dao je odstavku u ponedjeljak, znači juče. Pričali smo pre jedan put, dok sam još bio ambasador tu, kaže mi, po nekoj anketi, kaže, Makedonci bi najviše voljeli imaju za susjede Sloveniju i obrnuto. To znači koliko smo si još uvijek bliski i to ostaje. Došlo do nekih razlika u tom, da kažem, jedna druga država imali smo za cilj članstvo EU i NATO. Mi smo to ostvarili relativno brzo, moram da kažem. Evo, vas još čeka članstvo EU. Ali Slovenija to i go počne mnogo odamna, ušte vo vremето na Jugoslavija. Dobro, u nekom smislu da. Evropa zdaje i to veše floskula po koja... Da, ali hoću da kažem, vidite sad... Se grade evropskite vrednosti ušte toga, za razlika od ovde, od jugot, ne li? Verovatno je to razlika bila, ali ja vidim, obzirom da sad komentarišem makedonsku situaciju kakva je bila za vreme mog mandata, to 16 do 20. To da Makedonija, tadašnja i Sjeverna Makedonija današnja još nije u Europskoj uniji, to je pre svega razlog vanjskih faktora. To nije razlog potencijala političkog, diplomatskog i sveukupnog kojeg je Sjeverna Makedonija iskazivala do jula 20. kad sam ja napustio vašu državu. Govorim sa distance, neću da komentiram sadašnju situaciju. Znači, to je sad razlika između Slovenije i Makedonije. Mi smo već u EU, vi još niste ni počeli pregovore, ali, ponavljam, kroz čitavih ovih 20 recimo godina, to je pre svega rezultat vanjskih faktora i kombinacija. Jest moglo više da se uradi unutar države, pomenuo sam ekologiju, ali nije to bilo presudno. Ja mislim čak obrnuto, makedonska politika u posljednjih nekoliko godina ispoljela je velik potencijal za rešavanje stvari i to je vrlo bitno. I to treba da bude osnov i vodilo za dalje, za bilo koju političku elitu, bilo koju političku vlast, bilo koju političku partiju. To treba da bude vodilo. I u nekom smislu, da kažem, Evropa, ta famozna Evropa, to očekuje od nas. Slovenečki otpad vo Evropskата unija isto така не беше без пречки, колку што сеќам проблеми со соседи, пред се прво со Италија, па потоа со Хрватска, се решија и двете прашања на цивилизацијски начин. Изгубили нешто Словенија? Mi smo bili predmet dve blokade, jedna je bila bilateralna sa Italijom, to je rešeno takozvanim španskim kompromisom. Solana, doktor fizike, bio ono vreme španski ministar vanjskih poslova, on je izmenđerirao taj kompromis kad je bio predstavljen javnosti i potvrđen parlamentu, probudio je velike reakcije slovenjačkih medija javnosti kako će to da našteti i tako da ništa nije naštetilo, jedna stvar. Druga blokada bila je kolektivna kad je zbog one bolesti ludih krava, tako da kažem, je Europska komisija zabranila uvoz goveđeg mesa iz Velike Britanije na kontinent i Velika Britanija uzvratila blokadom procesa proširenja za 10 članica i posle godine dana ta se blokada se skinula. Имаше голем проблем меѓутоа со Хрватска, дури територијален. Граница. Моето прашање е, изгуби ли нешто Словенија? Какво е чувството на еден словенечки граѓанин во тој спор, во тој компромис? Vidite, sad, prošle su godine, to nije više tema, politika je shvatila vrlo mudro i naša, mislim i Hrvatska, da su tu temu gurnule iz prvih vesti, iz glavnih vesti i to se sad traje dalje, ide dalje, mislim, ta debata, arbitraža ispred 2 godine ili 3 godine, slovenska politika smatra da arbitraža presudila u korist Slovenije. Hrvatska politika ima drugčiji stav. To znači treba da se sačeka neko vreme da se prihvati to rješenje kao takvo. За да не биде темата травматична. Tako. Slovenija, Ljubljana presedava во овој мандат со Европската унија до крајот на годината, има уште малку време.
една од приоритетите е и започеток на преговорите на Македонија со Унијата. Го имаме проблемот со Бугарија, познато е да не го елаборираме многу. И како новинар, и како дипломат, и како искусен граѓанин, нели, на светот, Милан Јазбец, како не само поради информациите што ги имате, него како чувство повеќе, бидејќи поминавте низ тие премрежија на словеничкиот пат во Европска унија, со тие проблеми што ги спомнавте, па и со Италија и со Хрватска, кои уште тлее, има ли шанси Македонија и Бугарија да најдат заеднички јазик? Прво може една наша словеничка рефлексија. Vidite, interesantno, ovo drugo predsjedanje Europske unije dolazi 200 godina posle Ljubljanskog kongresa. 1821. bio je Ljubljanski kongres, treći posle Bečkog kongresa, velika stvar. To je bio najveći diplomatski događaj na tlu današnje Slovenije do prvog predsjedanja 2008. Jedna velika, lepa sekvencija. Da ne otvarаме istorija, zašto ako počneme nije od Makedonija, da spomneme i Versajski i Bukureški dogovor, ne znam kaj će se vratime do samo ili nazad. Ne? Ja sam opomenuo sam tog našeg pozitivnog stava. Drugo što ste pitali, vidite, interesantno, Evropska unija jest u krizi. Kriza leadershipa, Merkel odlazi, nema drugih lidera, neće biti jednom 5-10 godina, to oni ne rastu kao gljive. Macron? Već sam odgovorio. Već sam rekao. I sad, paradoksno je da je na tom neformalnom samitu vrhu Evropska unija, Zapadni Balkan, naša, znači Slovenija, predsjedavajuća, uspjela da ugura, doslovce da ugura, da se to pominje u deklaraciji. Deklaracije znamo kakve jesu, ali na kraju krajeva su dokument, diplomatski dokument. To je paradoks. Evropska unija... Го остави во живот португалското председателство, португалскиот документ, практично Словенија го остави во живот сега и на овој самит. А видите, и сад ЕУ je sama u krizi, svaka kriza do sad, Evropska unija je prevazishla proširenjem. I sad ne vide evropski lideri, uključuju bugarski lideri, kao deo Evropske unije, da se krize rešavaju proširenjem. Meni je žao da se to ne vidi. Možni li se, ambasadore Јазбец, нови Брекзити во Европска унија? Еве, со Полска е малку заострена ситуација. Не веруjem, ситуација sa... Некои од помалите, условно помалите на економски моćни држави, може би не би сакале во такво друштво? Не, видите, ja mislim, Velika Britanija je neki specifičan slučaj, ali kad uzmemo par država, rekli ste Bugarska, rekli ste Poljska i još neke, one dobivaju ogromne pare iz evropskog budžeta, pošto su neto primateri. Da, no Poljska je ogromen pazar za Evropskata unija i tije pari se na nekoj način i polski pari što gi dobio nazad. Da, ali da nisu... Ne, to je inflow, te pare ne dolaze samo zbog tržišnih zakoništa. Ja mislim sad da je Bugarska, dok ovih 17 godina od kad je članica Europske unije, da je u stvari manje, od 2008. čini mi se, da je primila oko 40 milijardi neto. Znate kakve su to pare? Gde će ih dobiti? Ko će te ih da? Niko nigde. Znači, ja mislim, neće biti sljedeći Brexit, tako reći, a drugo, ovo je pologa kako se države natera, upotrebljamo svjesno izraz, da poštuju evropsko zakonodavstvo i da princip solidariteta primenjuju tamo gdje Ako deklarativno, cela Evropska unija, site države, osam aktuelna Бугарија, сега става некаква рампа, прво за некои историски прашања, па веројатно тие се демоде како тема во Европската унија, сега топката е префрла на човековите права и така натаму, иако има во Страсбург, не знам, десетина пресуди за македонско малцинство тамо во Бугарија која не се призна, но да не ја отвараме сега таа тема, ќе ни треба 3 дена да разговараме. И нисам ја прави соговорник. Толку ли е, може би јас емотивно ќе прашам, иако немам право како новинар, толку ли е сурова и неемотивна Европската унија да не може една Бугарија да ја убеди да ја крене рампата. Кога сите тврде дека To je diplomatija, to je stvar debata. Te prašam kako ambasador na toj subtilitet diplomatski. Evropska unija funkcioniše s jedne strane debatama, a s druge strane produkcijom zakona. I kad se stvori situacija koja je vrlo teška, ili unutar ili prema vani, Evropska unija nije u stanju odmah da reaguje. I to je problem. Znači, treba da se izdrži neki dugi rok. Ja sam potpuno ubeđen, doći će do članstva
država Zapadnog Balkana, ne samo Sjeverne Makedonije, Europske unije. To je sigurno, to je put koji ne može da se spreči, to je jedna stvar, na bilo šta. A druga stvar, ja mislim, ako države, pogotovo recimo Albanija i Sjeverna Makedonija, koji nisu još počeli se pregovorima, počnu same da primjenjuju evropsko zakonodavstvo, time će da stvaraju pritisak na Evropsku uniju, samo time. Kako го толкувате, амбасадоре, фактот, ја спомнавте Албанија, сакав јас да ја прашам пред крај на емисијава, што Европска унија инсистира во пакет да одат Македонија и Албанија. Албанија нема проблем со никого. Македонија има проблем со Бугарија. И рампата е од страна на Бугарија за Македонија. Зошто е заложник Албанија и зошто Европската унија како генерална политика, ова актуелна сега, ја држи Албанија, јас сум можда груб во изразот, како заложник на проблемот на македонско-бугарскиот проблем? Видите, моје лично мишљење веќе е сигурно 10 година и драго ми е да е ovih meseci premijer Janša jedan put to rekao, mislim da čak pre ovog samita EU-Zapadni Balkan, sve države Zapadnog Balkana treba da se prime u paketu. To je stanovništvo po broju pola Poljske. Niko neće ni da primeti da su te države ušle. Ja mislim to je najbolje jedno rješenje. Ako mi sad čekamo, znate, da se ispuni svaka tačka po tačka, to će da potraje, gubi se motivacija i tako dalje. Ja mislim ovo je sad završni deo proširenja Europske unije u teritorijalnom smislu. Države Zapadnog Balkana, znamo koje su, to treba da se... Сепак, но Албанија, поради проблемот на Македонија со Бугарија или на Бугарија со Македонија, изгуби години и пол две. Mislim da nije samo zbog toga, ako pogledamo izveštaje Evropske unije, i mislim da su bile neke stvari koje su se tikale samo Albanije. Декларативно велат дека двете држави ги исполниле условите со тоа што Македонија има проблем, но веројатно тоа ќе биде тема на наредниот самит сега во Словенија, да. Видите, to je šira tema, a ja mislim države Zapadnog Balkana treba da se prime u paketu, treba da se stvori jedan projekat, politički dogovor. Jer na kraju krajeva, kad sve se prođe, kad se prođe proces pregovora, treba da se donese politička odluka. Ta politička odluka se posle Lizbonske ugovora manifestira tako da svaka država članica može da ima referendum za novu članicu koju ulazi. Znači, treba se stvori politički dogovor, države se prime za toliko vremena i gotovo. I to onda stvara... Амбасадоре, кога веќе не сте постојано во Скопје, доаѓате често, држите предавања на 1-2 факултета. И мало одмарам и тако. Одмарате, тоа е комплимент за Скопје и за Македонија. Тако, Како ви се чини Скопје од времето кога бевте амбасадори сега и воопшто Македонија? Sad je prošla samo jedna godina, dobra godina, tako da nema nekih posebnih promjena. Ja volim da dolazim vamo, ja sam rekao puno tih intervjua, vidite, ako je sve to sve zapisao, ne znam, on je novina, on je pisao, to mi je, ako bi ja imao dve domovine, dve tatkovine, Makedonija bi bila druga, to je već od mojih štipskih godina, ja se ovdje osjećam vrlo dobro, tu su mi prijatelji, društvo i volim da dolazim vamo. Evo, to je moj odgovor i tako će biti još dugo vremena i to me i lično zapunjava. Evo tako. Distrikt Civil Press Studio, Milan Jazbec, vi благодарам. Hvala lijepo tudi vam, srećno, sve dobro.